Околу 50 на земјоделци од Кочани и неколку населени места се собраа на мирен протест, со што реагираа на неизгласувањето на Законот за земјоделство и рурален развој од страна на опозицијата на последната собраниска седница. Протестот започна во село Блешево, продолжи низ село Подлог, за да заврши низ улиците на Кочани и пред штабот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во овој град. Ние земјоделците веќе не може да истрпеме од тие манипулации што ги прават партениците и од двете партии. Ние не можеме веќе да ги издржуваме нивните манипулации, посебно од СДСМ, ради тоа што знаеме, памнеме како беше они кои владеа и сега како е. И тие права што ги дават, посебно на нас регистрираните земјоделци, кои ги плаќаме сите давачки на државата, ние никакви бенефиции немаме. И сега кога дојде ред Министерството за земјоделие да предложи закон за тие земјоделци што се регистрирани, што имат повеќе трошкови, да бидат на некој начин субвенционирани, тоа СДСМ со бегањето од Собранискиот дом, тоа го одлага. И ние сакаме да излеземе, да го покажеме нашето незадоволство пред нив, за да знаат дека и ние живееме оваа држава, и ние се бориме за неа, и ние земјоделците ги ранеме сите во Република Македонија. Како што ни информира Ставра Јанев, председател на самостојниот синдикат на земјоделците од Кочани, протестот е со цел да и се даде на знаење на опозицијата дека треба да ги штити интересите на земјоделците, бидејќи од овој закон тие очекуваат многу. Вие знаете дека неодамна беше на седница на Собранието на Република Македонија Законот за земјоделство и рурален развој, со кој се предвидува одредени бенефиции за земјоделците. Во таа смисла да кажам дека сите земјоделски асоциации и синдикатот напорно работевме и укажувавме на низ недостатоци кои се поврзани со одредени законски решенија. Меѓутоа, еве се успеа на извесен начин преку измените на Законот за земјоделство и рурален развој да се дојде до конкретни решенија во врска со проблемите кои ги имаат земјоделците. За жал, овој закон со абстиненцијата во гласањето, значи на Социјалдемократскиот сојуз и гласањето против од страна на ДУИ не беше изгласан. Значи ова е само еден апел и една силна порака дека земјоделците се свесни за состојбата во која се наоѓаат. Вие знаете дека земјоделецот е категорија на луѓе која во моментов можеби најтешко ги преживува овие кризни времења и секако дека се потребни дополнителни ангажмани од сите политички субјекти во насока на подобрување на состојбата на земјоделците. Значи најостро реагираме и ги осудуваме сите политички дејанија кои се насочени против интересите на земјоделците, а еден од нив и тој со кој не се гласаше Законот за земјоделство и рурален развој. Според Јанев, земјоделците преку различни форми на организирање ќе продолжат да го искажуваат својот револт се до усвојувањето на измените на Законот за земјоделство и рурален развој во собранието